И време е за вториот и последен разговор за ова утро, во рамките на Добро утро секое утро, и ќе зборуваме за нешто убаво, нешто што ќе се случува утре вечер, со почеток во 20 часот во Националната установа во Штип. А ќе биде изведена представата, танчерската представа Ајде, а ова утро, заедно со вас, наши и ваши гости се веднаш до мене Лука Ѓорѓиевски, танчер, и Јована Зајкова, исто така танчерка, меѓутоа и инструктор или професорка по танц. Лука и Јована, добро ви утро. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас и можам да кажам дека Лука нон-стоп игра кога и да слушне музика, дури и овде во телевизија кога пристигна, така играјки ни пристигне баш убава енергија вака за рано наутро. Она што е повод за вашето гостување е театарската, односно танчерската представа Ајде. Утре се изведува во Штип во 20 часот. Да кажеме дека има уште многу малку билети и да ги повикаме сите оние кои што ќе сакаат да уживаат во вашиот танц, да дојдат и да ве гледаат. Значи Ајде не се игра веќе не се игра премиерно, така веќе има играно оваа представа низ Македонија, мислам дека и надвор од Македонија, така? Така е, да. Да ја кажеме екипата и да кажеме за каква представа станува збор. Добро утро, најпрво до сите гледачи на оваа програма и многу ни е драго што сме тука утро со вас заедно. Значи, Ајде се работи за една танцова представа која што е инспирирана од ромската култура и музика. И она што е многу интересно во оваа представа е што се застапени музички парчиња кои што не е вообичаено да се сретнат на сцената, особено во еден танцов формат. Меѓутоа и се многу блиски, многу познати на широката популација. Тоа се песни како што е Едарлези, како што се Джелем, Чаја Шукарија, и е многу интересно да се видат како во еден интересен танцов формат може да се изведат на сцената. Приказната во танцовата представа е љубовна приказна. Инспирирана е од празникот Едарлези, односно Ѓурѓовден, и целото действие некако се одвива на овој празничен ден. Меѓутоа не би откривала ништо повеќе околу приказната, нели би ги повикала гледачите да дојдат и да ја проследат, па да видат што точно се случува. Станува збор за модерен танц, така? Така е, да. Не е класичен танц, туку модерен, и да споменеме сега екипата која што работи на оваа представа. Секако. Пред се иницијативата за оваа представа воедно и кореографијата на Игор Киров и на Бојан Мицев. Понатаму имаме драматург кој што е Ана Ристоска-Трпеновска. Нели во соработка со неа беше изготвена приказната, односно драматуршкото действие во оваа представа. Светло мајстор е Милчо Александров, а изведувачи, односно танчери во оваа представа покрај мене и Лука се и Илијана Данилов, Нина Петрушевска, Андреј Димовски, како и Бојана Арсовска. Така, значи тоа е екипата на танчери. Одат веќе фотографии, претпоставам тоа се фотографии од представата. Лука, дали си ова ти? Да. Така? Да. Познав по косата и вака кога ја виде фотографијата се изненади. Лука, ти си млад човек, значи 4-та година во Средното музичко училиште Илија Николовски Луи. Сега ќе бидеш матурант. Да. Современ модерен танц. Зборувавме пред да влеземе овде во студиото дека нема толку многу интерес, така? Да. Зборувам машки кои што танцуваат, кои што се запишуваат на ова, и морам со жалење да кажам дека ти понатаму ќе не напуштиш, ќе одиш својата иднина, ќе си ја бараш надвор од нашите граници. Кога те прашав зошто, ми кажа за тоа што овде нема сцена. Да. Да ми кажеш еве за тебе како те потикна да се запишеш еве на танц, од кога танцуваш, бидејќи те гледам цело време имаш вака си во некој ритам, во некои танцови движења. Да. Јас почнав на 10 годишна возраст во приватно студио во Провиштип, јас сум од Провиштип. Во 7 оделение почнав со часови по класичен балет во ДМБУЦ Илија Николовски Луи, под менторство на професор Дафина Даниловска-Кочевска.
После во средно продолжив на современ танц во класата на професор Елена Антонова Петровиќ и сега сум матурант и да. И колку сте во генерација? На твојот отсек, како ми кажа, колку танчери? Зборам машки? Машки сме 20 само, во целиот балетски оддел за современ танц. Така. Да. Тоа е многу малку. Да. Која е твојата улога во представата? Јас го играм лошиот лик во представата, злобниот лик. Агресивен, моќен и во целост тешка улога, тешка задача. Не само јас, сите имаме тешка задача во представата, покрај тоа што е технички тешко и драматуршки е напорно, ама со многу работа јас мислам дека имаме постигнато некаков резултат со представата. Со представата. Еве, одат инсерти веќе и од ова може би од проба, така? Да. Да, од сепак од представата, ајде. Како немате резултат кога имате настапи и низ Македонија и надвор од Македонија, како ве прифаќа публиката? Има интерес за оваа представа, нели? Бидејќи е темата баш интересна. Има многу интерес за оваа представа и досега на сите представи што сме ги играле биле распродадени, така целосно, да. Игравме во Штип, игравме во Скопје, исто така имавме едно гостување ова лето на еден прекрасен фестивал во Тиват. И до сега секаде каде што сме биле, коментарите беа многу позитивни, бидејќи како што споменав, самата музика едноставно го покренува човекот и дури публиката сака некако да се придружи кон таа енергија која што ние споделуваме со нив. И може да се каже дека и они на некој начин танцуваат заедно со нас додека сме на сцената. Така. Јована, ти си ментор, инструктор, професор по танц, по современ танц. Сакам да прашам каков е интересот на младите кон современиот танц за разлика од класичниот? Еве гледаме сега инсерти како ова е од представата или е ова е од представата, да. Има многу интерес за современ танц, посебно последно време како што се повеќе се запознаваат луѓето со него, бидејќи мислам дека до пред скоро време не им беше познато и јасно на луѓето и на младите што е тоа, меѓутоа сега се подобро го осознаваат и навистина има интерес и има многу талентирани деца кои што вредно и напорно работат на нештото. Имаме школа, средно училиште, односно каде што има модерен оддел, имаме факултет исто така за современ танц и навистина има посветеност, има интерес за ваков тип на танц, меѓутоа тоа што фали кај нас е танцова сцена. Како што спомена и Лука, навистина е греота, жално е да талентирани млади луѓе си одат од земјава бидејќи немаат каде тука да ги изразат и покажат своите таленти. И оно што го знаат. Така, и за тоа е многу важно да постојат вакви иницијативи, да има ваков тип на представи каде што младите ќе може да се покажат низ земјава и надвор. Меѓутоа тоа што е на пример многу привлечно за оваа представа е што ние сме мал состав на луѓе кои лесно може да патува и нели барем ако ништо друго низ земјава, низ градовите кои што не се само Скопје, бидејќи има многу градови низ земјава каде што има културни домови, има театри, може да се покаже оваа представа и да има прилика да дојдат нели да не видат, а и ние да изиграме на сцена, бидејќи една од главните работи заради која што сме отишле по оваа професија е тој момент на сцена, да го покажеме тоа што за кој што поминуваме часови и вежбаме. Тука сме сега на она што го зборувавме пред да влеземе овде во студиото. Ми кажа дека Илија Николовски Луи вади баш кадри деца подготвени и спремни. Жалосно е што заминуваат. Еве како Лука ќе кажам повторно што ќе оди Германија, Швајцарија, Холандија, како кажа, некаде надвор. Она што сакам да ве прашаме, колку
вие сте подготвени, има интерес, ни фали сцена. Зошто не го направиме некако тоа, не се изборите да бидете позастапени, бидејќи она за што работите вие, за што живеете, како што ми кажа Јована, е контактот со публиката. Ми кажа дека сакам да ја гледам публиката во очи, кога танцувам, да ја видам незината реакција, значи интеракцијата ви е важна во вашата работа. Така, па мислам дека ова е патот на кој што патот за нашето изборување некако за таа сцена, точно тоа е и иницијативата. Мислам дека е многу важно тоа што го направија Игор Киров и Бојан Мицев, бидејќи сепак е еден друг тип на пристап кога некој кој што има малку повеќе искуство, не малку, туку многу повеќе искуство од нас и многу повеќе допир со тоа што се случува, да речам, низ светот, ќе донесе дел од тие познавања тука и ќе не запознае и нас со сето тоа и ќе ни даде прилика нели да одиме напред како во нашата работа, техника, сценски пристап и се останато, така и во споделувањето на тоа нешто со публиката. Мислам дека е многу важно да се даде простор на вакви уметници да креираат и да творат не само еднаш на 10 години, туку да има најмалку 2-3 представи во текот на годината што ќе се подготвуваат и ќе се изведуваат како редовен репертоар, нели, да се обезбедат финансии кои што не се премногу големи финансии, затоа што, како што споменав, тоа е мала екипа која што работи, нели, твори заедно, да им се даде, нели, прилика да видиме како сето тоа ќе се одвива, ако ништо друго, барем да добиеме таа шанса па да видиме како ќе изреагира публиката на нештото. А публиката реагира одлично кога станува збор за модерен танц, има многу интерес, се повеќе и повеќе млади и девојчиња и момчиња се запишуваат. Лука, каде се гледаш во иднина? Еве, матурата ќе дојде, јуни месец е тука близко, ако е следната година, меѓутоа, каде се гледаш во иднина? Што планирате по оваа представа? Ајде? Епа, сега сум 4-та година, како што напоменав. Доаѓаат апликации за факултет, сакам да отидам некаде на страна и да се запознам малце со поширокиот свет на современиот танц. И после студии би сакал да станам професионален современ танчер во успешна компанија и да градам кариера врз тоа. Да. Имаш ли порака до твојата генерација, до младите, или можеби до оние кои што се помлади од тебе, дали го препорачуваш модерниот танц како, ете така, не мора како хоби, туку и како професија? Да, дефинитивно. Кои се придобивките од танцот? Придобивките од танцот се преголеми. Мислам, прво телото правилно и држање умот. на телото, така? Да. Особено со современиот танц, телото треба да се научи многу повеќе да одговори на било каква зададена задача, пошто современиот танц е многу широк поим и широка уметност во целост. И затоа мислам дека е многу добро за телото и за умот. Да. Значи препорачуваш современ танц. Да. Има разлика меѓу современ и класичен. Јована, уште еднаш да ги повикаме сите, има уште многу малку карти, така, да дојдат утре вечер во Штип. Така. И од Штип и од околината на Штипа, може и од Скопје, и да уживаат во вашата представа. Која е пораката на представата? Што и порачувате на публиката? Пораката на представата е дека животот е краток и дека е исполнет со убави, со неубави моменти, и дека тоа што е најважно е да најдеме еден соживот, да се поддржуваме и да функционираме, нели, заедно на ова парче земја каде што сме, така да се надевам дека заедно со нас ќе го увидат ова и нашите гледачи. Да. Убава завршница како за крај на разговорот и како за крај на емисијата. Јас ви посакувам уште многу успех во вашата понатамашна работа. Успешна представа утре, не се сомневам во тоа. Вие сте млади луѓе со одлична позитивна енергија. Лука, на тебе ти посакувам многу успех кај да одиш, ама пак да ни се вратиш дома
и со убави вести. Вратата на Алфа телевизија секогаш ќе ти биде отворена да го представуваме и да го представиме твојот успех пред публиката. Ви благодарам уште еднаш што бевте наши гости. Времето е толку, ја представивме представата и сепак да ги повикаме сите заинтересирани и да дојдат вечер, ама и да се запишат на Современ тац, бидејќи има навистина придобивки. Јубаво е и да се танцува и да се слуша музика, сепак животот ни е поубав на сите. Ви благодарам.